сакаат да го видат. Улогата на учителот. Многу е важно учителот да ја познава, сваќа и да ја прифаќа теоријата за тоа како учат децата. Кога тој ја познава и прифаќа теоријата за детскиот развој, тогаш тој знае дека учениците имаат различни стилови на учење и дека треба да ја прилагоди средината, околината за учење кон своите ученици, да овозможи повеќе опции во училницата и да планира активности кои, покрај тоа што се во согласност со наставниот план и програма, ќе излезат во пресрет на различните стилови на учење на децата, а со тоа ќе може да направи успешна стратегија за подобрување на индивидуалното учење. Значи не се поаѓа како традиционалната настава дека сите еднакво знаат, туку сите имаат различни знаења, наставникот тоа го диагностицира и потоа работи различен, има различен филот со секоја група или група на деца или поедини ученици и се продолжува од онаму до каде што дознале. Улогата на родителите. Кога родителите се активно вклучени во училницата, тие придонесуваат кон креирањето отворена и позитивна комуникација со учителите и учениците. Тие можат да помогнат во уредувањето на училницата, волонтирајќи при уредувањето и обезбедувајќи потребни материјали, но и представувајќи ги своите интереси и вештини. Направивме една заедничка програма за приоритетите околу уредувањето на училницата и нивното вклучување во процесот на наставата. Доволно се ангажирани, секогаш се дават своји идеи, своји размислувања и учествуваат, значи не само во уредувањето на училницата финансиски, туку и во процесот подобрување на процесот на наставата. Така да мислиме дека во оваа линија ќе се движиме и понатаму во следните оделенија. Родителите со драга волја ни помагаат и честопати ни праќаат материјали за истражување, она што иако не е во наставната програма, учениците во времето кога имаат насочена активност и слободно време по избор, кога не се обрзани со наставната содржина од наставниот ден, честопати сакаат да истражуваат и да учат многу повеќе што е надвор од наставните содржини предвидени со наставниот план и програма. Сите овие промени за кои што зборуваме не би биле можни доколку на ниво на училиште не се создаде една позитивна училишна клима која што ги поддржува овие промени. Се разбира, наставникот е тука тој кој што има многу важна улога, меѓутоа и учениците чија што улога се менува во 21. век, исто така заедно со нивните родители се едни од главните чинители кои што ќе придонесат сите овие промени на вистина да заживеат и да останат трајни.